Здраво, ова е 27-то издание на Видеологија со Златко Ѓелески, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е The Death of Stalin на Армандо Јанучи, во кој станува збор за последните денови од животот на советскиот диктатор Сталин во 1953 година, односно хаосот на режимот кој преостанува по неговата смрт. Филмот ја ископува комедијата со абсурдноста на ситуациите, капитализира од паранојата под тоталитаристичкиот режим, наместо да се обиде да прераскаже ноторна лекција по историја. Филмот говори за подлите дејанија на кои подлегнуваат доверениците на Сталин и нивниот емпириски непочит кон неговите зверства го прикриваат со сладкоречиви фалби. Нивното користолюбие станува евидентно по неговата смрт. Филмот содржи суопарен британски хумор со комични интерпретации, потребно во сцените во кои во позадина ноншалантно се стрелаат милиони луѓе, а во преден план тече дискурсот за иднината на Русија со дековните листи на линчување. Филмот започна фуриозно со урнебесен хумор за преснимениот концерт со диригентот во пижами за потребите на Сталин и црниот хумор со подмачканата машина на заробеници и посетени заробенички од Берија и споделени лажни суперлативи за владетелот од страв да не има уши во секоја соба, за во вториот чин по Сталиновата смрт да не ја задржи динамиката и да продолжи до ладнокрвен епилог кога ќе се пребројат мртвите тела и во крупен план го постави чинот на убивањето. Кириленко е една од ретките русинки во филмот, чиишто способности за свирење на пијано и негодување на Сталин се вешто искористени. Кога во преден план ќе се издвојат интригите помеѓу Майкл Палин, Стив Бушеми, Джефри Тембор, Джейсон Ајзекс, Еди Консидин и останатите членови на владата кои стравуваат нивните имиња да не се појават на листите и се обидуваат да приграбаат дел од империјата и оформат притаени сојузи и иницираат сплетки, умирањето на Сталин станува само нужна и помалку беззначајна декорација на филмот, која само го придвижува дејствието, една нишка која ги врзува чиновите. Меѓутоа, првичното појавување на членовите на комитетот е пропратено со наменска употреба на slow motion техника за постигнување на засилен комичен ефект. Овој ансамбл на одлични комичари оживеа арогантни, љубоморни, горделиви, зависливи, вообразени, суетни ликови, лакоми опортунисти кои сакаат поголемо парче бурек од питата на моќта, подмолни и превртлеви лицемери кои ќе ги употребат сите свирепи средства за да дојдат до саканата цел. Децата на Сталин се посебна патологија за себе. Кога одборот на сценаристи се групира да го полира сценариото, знаеме дека се соочуваме со конфузен наплив на мноштво на разноврсни идеи, делно неиспилени, парцијално застранувачки, но Јанучи ги повикува Девид Шнајдер, Јан Мартин и Петер Фелоус, француската графичка новела на Фабиен Нури и Тери Робин да ја екранизираат во најдобро можно светло, но многу лесно го губат фокусот од рацете во срцевината на филмот, иако цврсто се држат до автентичноста на некои пародични сцени кои само реалноста можела да ги создаде овие митови во абсурдниот режим. Армандо Јанучи моментално работи на The Personal History of David Copperfield, е ТВ режисер и сценарист на VIP, The Thick of It и филмот In the Loop, па во смртта на Сталин забележливо е дека болестите на ТВ продукцијата му се прележани, иако на моменти филмот е позабавен за слушање отколку за гледање. Јанучи има големо искуство со политичките сатири и пародизирањето на животот на познатите политичари, така што сосема е соодветен изборот за режисер на филмот, до тој степен што и Сталин би го оправдал тој избор по сите естетски параметри, пред да го прати режисерот на Сибир, затоа што снимил филм како The Life of Others, кога би го режирал Саша Барон Коен. Дизнеевскиот композитор Кристофер Уилис, со кој Јанучи соработува на VIP, прави разиграна оркестрација. За комплетирање на продукцијскиот дизајн, Армандо се врти кон Кристина Касели, со која се работува на играниот филм од 2009 година, која е актуелна со продукцијскиот дизајн на ТВ серијата Реквием,
и во овој филм ја демонстрира нејзината способност за создавање на впечатлив ентериер. Британскиот снимател на White Bear и Entire History of You, двете одлични епизоди на Black Mirror, Зек Николсон е кинематограф кој доминантно снима од рака за да го долови интензитетот на сцените, без разлика дали се комични или стравични, а во останатиот дел на кадрите статично сведочи за сатиричната изведба на актерите. Одлуката на режисерот актерите да не говорат со руски нагласок, туку да се држат до нивните британски и американски нагласоци, секој ќе најде на поделеност, но сметам дека нема потреба да го кршат јазикот и да го наказуваат англискиот говор со руски акцент, иако при тој јалов чин може да се изродат неколку синтаксички игри на зборови и нема да има проблеми. Иако Майкл Палин е дел од екипата, филмот не може да се мери со ремек делата на Монти Пајтон и потребно е целосната багра да се собере за да го оживее Сталин на нозе, но и оваа формација на Сталиновата влада има шеги за споделување кои не смеат да бидат неумесни и заборавени, бидејќи еден погрешен збор за неапологетскиот филм и нечие име ќе биде испишано на куршумите. Ме интересира колку ќе бидат исфрустрирани русите кои немаат смисла за британскиот хумор кога ќе погледнат филмот, кои предпоставувам дека ќе сметаат дека е перверзија на нивната историја. Ако морам да го еволуирам филмот, тогаш The Death of Stalin од мене има 3,5 од 5. Доколку ви се допадна 27-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам на вниманието. Поздрав!